Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски. Вечерва наш гостин е господин Александар Кажалски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Добро вечер. Добро вечер. Нашата задача за вечерва, не само за вечерва, меѓутоа овде конкретно е да се обидеме да извадиме неколку анализи поврзани со оваа предизборна состојба, овие коалиции кои што сега се формираат или веќе се формирани, излегува веќе пратеничките листи на повеќето од партиите, коалициите, повеќе или помалку, или подобро да кажеме 99% се познати, и нови и стари ликови ќе се појават на во изборната трка. Цело да биде интересно, меѓутоа еден мора да биде победник. Така стојат работите. Согласувате дека еден мора да биде победник? Еден ќе бидам, дали ќе формира влада е друго прашање. Тоа е друго прашање. Добро, да кажеме дека ВМРО ДПМН ги потврди кандидатските листи за пратеници, разбира нема да ги броиме. Во меѓувреме крилото на села кое што не сме сигурни дали е се уште дел од Алијанса на албанците, официјално се приклучи на ДУИ, тамо каде што и господинот Курто Дудуш. Зошто го кажувам тоа? Затоа што господинот Курто Дудуш, лидерот на Сојузот на ромите, токму вечерва објаснува дека решил да оди во коалиција со ДУИ, затоа што другите нуделе само директорски места. Тоа било потценување за ромите. И интересно, барем според информацијата на ТВ21, самиот рекол дека бил избркан од СДСМ. Се појавуваат некакви неочекувани ситуации. Добро, интересно што веројатно денеска конечно се доразчисти ситуацијата која пред неполни 2 месеца прилично нејасно изгледаше, нели се најаваше Европски фронт од владеачките партии, сите. Тоа прилично се растори, Алијанса се подели на 2, се појави председателски кандидат Таравари, тоа е растори преостанатиот дел од владеачката коалиција за настап на овие избори, на кои се функционираат нели се уште во владата. И додека тоа делуваше непознато во јануари некаде, сега е прилично јасно би рекол ситуацијата на тие поделби. Остана последна непозната беше ова со Зијадин Села, односно крилото кое на некој начин се отцепи од Алијансата или се задржа во Алијансата, а го отфрли председателот Таравари, бидејќи нејасно се уште судски како ќе се заврши тоа, но ова барем ја става јасно ситуацијата и за гласачите на самата партија, дека приврзаниците на Зијадин Села ќе одат во коалицијата со ДУИ, а тие на Таравари со ВЛЕН, односно со албанската опозиција. Така да мислам дека сега прилично чиста ситуацијата, дури колку е недела дена пред почетокот на председателската кампања и скоро месец дена пред почетокот на кампањата за парламентарните избори, и мислам дека тоа дава некоја известност како понатаму ќе се одвиваат работите. Ова другиот дел за Сојузот на ромите е исто така на некој начин очекуван и тоа го гледавме последниве, посебно недела 2 преминувања на партии или појавување на придружување кон некој од коалицијата, генерално со перцепцијата на победникот, како и во секој претходен циклус, се случува да напуштање на бродот, така да речем, кој се чини дека тоне, во случајов е тоа на СДСМ, а се префрлат кон ВМРО ДПМН као перцепиран победник спрема повеќето релевантни анкети. Мене тоа како појава не многу ми се допаѓа и мислам дека од друга страна ВМРО ДПМН со објавата на листиве пријатно сум изненаден што само 6 од 120 места се за коалиционите партнери. Значи не е туку така сега сме решили да се префрлиме пред недела дена пред избори и веднаш на пратенички листи да завршат тие представници на тие партии и ако добро видов 2 или најмногу 4 ќе бидат добитни. Значи може да очекуваат најмногу 4 пратеници. Иако тоа е огромна коалиција сега во овој момент. Да, така беше најавата, но мислам дека треба и во таа смисла да се расчистат работите. Кој мисли дека е релевантен, нека се излезе сам, еве дури и Села кој го сметавме за релевантен,
за сам да настапи на изборите. И тоа, впрочем, беше и неговата позиција, кога го направи расколот во Алијансата, да настапат сами, на крај заклучи дека нема капацитет за борба, односно процени веројатно дека нема ниту еден или најмногу еден пратеник ќе добие, вака калкулирација со 5, иако ето допрва треба да се види каде ќе бидат на листите на дуи представниците од Алијансата, за да се надеват на толкав плен, условно речено, но пак ќе се вратам на дека е добро да оние партии кои сметаат дека може да добијат поддршка самостојно да настапат на изборите, потоа нека влегуваат во која сакаат коалиција. И повеќе ценам таков настап отколку вака придружување во некој од големите коалиции за лукративни потреби, така да речем, за директорски места, пратенички места и слично. Ово интересно со Курто Дудиш го прочитав и јас. Отидовме за пратеничко место, не сакаме само директорски, а всушност ако видите добитното место на Дуи во изборна единица 2, мис чинам дека е Шуто Ризари. Неговата сопруга треба да биде тамо кандидат, како што тврдат од Дуи, и е поставена на 4-то или на 5-то место, што ни теоретски шанси нема да влезе во двојка. Тројца пратеници Дуи тамо може, меѓутоа 4-ти пратеник нема шанси. Ја мислам дека и 2 ќе биде многу тешко за Дуи да освои. Што значи дека Курто Дудиш е излажан во ситуацијава и тоа се негов проблем. За мене друго интересно околу Дуи. Дуи во моментов, значи, еве, Курто Дудиш, со кој што никогаш предходно немале никаква партиска комуникација. Курто Дудиш предходно беше кандидат на ЛДП и на ДОМ, мислам, на локалните избори, предходно беше на СДСМ. Го имате на Ријанит Хоџа, кој што дојде од партијата на Касами, имате Села, кој што беше архинепријател на Дуи од 2015 година кога се формираше Алијанса за албанците. Што кажува тоа според вас за Дуи? Ова е некаков страф, некаква паника или вистинска желба Дуи да се измеша со други политички субјекти, да ја прошири својата база, идеолошка. Овде веќе кај Дуи нема никаква идеологија, кој што гледам јас. Па добро, ретко каде има во нашите партии, доста тоа се измеша во последните години. Она што за Дуи може да се каже дека си се борат за победа во албанскиот блок и веројатно со сите победи претходно добро тоа го прават и дека е ова проценка дека е можеби ситуацијата прилично изедначена со потегот на Таравари. Мислам дека тоа релативно ги изненади, бидејќи нели беа во владината коалиција до тој момент, па и формално и ден денес во владината коалиција, но ова беше на некој начин неочекуван удар за Дуи, особено и кандидатурата за председател, бидејќи мислам дека Дуи немаше намера да кандидира свој човек за председател и дури го изјавуваа тоа во тој период, но ова ги принуди за да демонстрираат дека се уште се најголемата сила во албанскиот блок и кај председателските кандидати и во парламентарната борба. И за нив мислам дека е примарно да го демонстрираат тоа дека барем еден пратеник ќе имаат повеќе. Ова мене ми личи во таа борба дека е проценка, дека е изедначена или тенка ќе биде таа борба до крај и дека треба да се употребат и овие механизми кои до сега, да речеме, ги чуваа во резерва или никогаш не ги употребија за другите етнички заедници да бидат дел од нивната. Имале поединечни случаи на поединечни лица да бидат на нивните листи, но еве се придружуваат и партии на етничките заедници. Интересно што успеваат во тоа. Тоа на некој начин може да на крај може да се сведе на 1-2 пратеника разлика и да ова биде пресвртното, односно тоа да одлучи за тие 1-2 да они бидат победниците. Дали тоа ќе ги доведе во ситуација да може да се надеваат да останат во владата, односно да бидат дел од новата влада, е друго прашање. Но за нив мислам дека е битно да демонстрираат дека се победник, па после колку ќе биде победата, такви ќе бидат преговори. Ќе збориме подоцна околу тие комбинаторики кои ќе направи едната влада, но да се вратиме околу Курто Дудиш и Бејџан, мислам дека се вика Илјас Бејџан од Турската демократска партија, чинам дека е можеби грешна, мислам дека така е, кој што исто така треба да има добитно место во шеската, мислам во Дуи. Ајде кај Турска демократска партија, таму има некаква традиција, иако
и кај нив постојано се оди во власта и кај турците, но кај ромите еклатантен пример, Амди Байрам јавно изјавуваше дека ние сме секогаш со власта и многу често, се не сакам да излезе како стереотип за ромите не е работата дека тие немаат свој став, меѓутоа објективно малите заедници мораат да ги остварат своите интереси преку влез во власта. Очекувате дека еден ден еве и партијата на Курто Дудуш и Бејџан, турската демократска партија, кога ако се види дека ВМРО прави влада и ќе владее најмалку 4 години, дека ќе му останат верни на Дуи по секоја цена или можеби повторно ќе гледаме некакви трансфери? И тоа е во доменот на шпекулациите што ќе се случи после изборите. Прво треба на кои ќе бидат бројките и како ќе заврши составувањето на владата, доколку се случи очекуваното сценарио да ВМРО ДПМН биде во убедливо водство и да биде во ситуација да состави влада. Јас сметам дека особено ако се овие бројки од анкетите кои фигурираат 52 до 54 за ВМРО ДПМН, па ако се додаде и партијата знам на Максим Димитриевски, тука се доближуваат до 60 и со било кој бројка, а очекува над 10 да има албанската опозиција, веќе има дури повеќе отколку што во целиот овој период на овие 4 години актуелната влада имаше претенции, никогаш немаше повеќе од 68, ако добро се сеќавам. Во еден момент имаше 74 кога цела алијанса отиде таму, ми се чини, ама брзо се растури. Да, брзо се растури тоа, да. Без да се и тоа можеби беше после излегувањето низад меджитите, формално стоја три пратеника на Дуи, ама веќе делува како опозиција во самата партија. Не се. Очекувано ќе биде да некои од тие преминат во владачкото и затоа го нагласив ова дека е добро да се подрасчистат работите, односно да се веќе концентрираат работите во неколку партии. Неминовно по етничка основа, зашто да не бидат членови, пошто видов и ВМРО ДПМН ги објавија листите на пратеници, гледам таму дека има и имења кои не делуваат македонски, може се македонци муслимани, сите што сама верувам дека има и од другите етнички заедници кандидати, така да и дури напри таков преседан, имаше и други етнички заедници, така да полека мислам треба да се напушта тој концепт на етнички партии и да се вратиме на тоа што викавме идеолошки. И тоа повеќе ќе се стимулира ако се задржуваат традиционални коалиции, например како што беше ВМРО ДПМН со ДПА и СДСМ со ДУИ, да речеме левицата и десницата во едниот и другиот блок. И со тек на време тие треба да се соединат, така да речем, кога нема да биде битно од кој етникум припаѓаш, туку 2006-2008. Добро, тоа вака во теорија добро звучи. Кога сме кај Демократска партија на турците во Македонија се вика, Бејџан Илјас е господинот кој што е председател. Ова е прв пат партија на етнички турци да влезе во коалиција која што не е предводена од СДСМ или од ВМРО ДПМН. Значи прв пат влегува етничка заедница на турци во коалиција со ДУИ. Делот, и тоа го читам сега вака под некои сајтови анализи што прават, делот турската заедница смета дека ова на некој начин е албанизација на турскиот глас. Може би ова пресилен збор, меѓутоа обид, или поточно да кажам тоа, обид турските гласови да се зло употребат во меѓуалбанската пресметка. Па и тоа, веројатно немаме доволно информации да знаеме што точно се случува таму и во каква постапка е одлучено да се настапи така како што решиле од Демократската партија на турците и какви последици ќе има. Може и нема да дознаеме каков ќе биде колку навистина од етничките турци гласале заради тоа за таа партија, бидејќи ќе бидат ниста листа предпоставам и затоа велам најдобре одеме посебно, па после колку што си освоил ќе одиш во коалиција со некој од нив. Добро, но проблемот господине Кржаловски е во тоа што веќе години наназад, кога ќе се осмели некој да настапи самостојно или некаква коалицијичка која што ќе биде надвор од доминантните 2-3, обично му се случува крах на изборите. Добива сосема малку гласови и не може да ги преточи во пратеници.
Тоа е затоа што таков не е изборниот систем и еве баш на ВМРО да поменали се предлагала програмата да има една изборна единица што е барање од пред најмалку 8 години од повеќето помали партии, дури коалициски партнери, дури за некој беше услов да влезат во коалицијата на СДСМ беше тоа, да се промени изборниот систем, да се даде поголема шанса на помалите партии. Зошто? Зашто вака со 25.000 гласа може да освоите, ама ако ви се растурени во 6 единици, ни еден пратеник, а со толку може и 2 пратеника да имате во една изборна единица. И сметам дека е тоа по-фер решение во смисла на реално алоцирање на гласовите на гласачите кон партиите. Дали е тоа подобро за функционирање на парламентот е друго прашање, пошто ќе има повеќе партии и ќе е потешко договарањето и коалицирањето, ама сметам дека е по-фер така да направиме, бидејќи сега доминира ова што го велам со партиите и мислам дека дури ова што го реков со недавањето на добитни места на коалицијските партнери во таа насока. Или се знае кои се оваа партија и или кои биле долгогодишни партнери, лојални и кои биле на власт и кои биле опозиција. И тогаш во ред. Таа е некоја иако е подобри тоа да е идеолошка основа, пошто сега гледам и во сите коалиции нема многу, има исклучоци, нели, од или сосема различни теоретски идеологии. Сите се во центарот, да кажеме, благо кажам. Што е надвор од логика. Да. И тоа полека ќе треба да се усогласи и да се декларира дека ето или се споиле во една партија или Добро, но генерално и овој сега систем ваков како што е накараден би рекол, ги става малите партии условно кажано во ова што господинот Дудуш го кажува само директно, а другите немаат храброст да го кажат. Ние бараме директорски места. Во принцип довели ќе добиеме и пратеники еве. Врз основа на што се прави партија генерално? Партија доаѓа за да дојде на власт, тоа е идејата. А да обезбедиш 3 директорски места и да вработиш 20 на луѓе лево десно, што е тоа? Тоа е накарадното во нашиот систем, не е самиот изборен систем, дури пак ќе речем, се е релативно. Пак ќе добиеме 120 пратеника вака или така, или поново ако бидат 90 ше подобро. Ама што со тоа? Значи, ја сметам дека уопште не треба партиите да се занимаваат со директорски места. Дека тоа треба да биде прашање на стручност и на кариера напредок во секоја од институциите. Нема што партии овакво да назначуваат директори по разни. Особено што е некој како се вика прилепок. Така му доаѓа, некој што се прилепил сега пред некоја недела, затоа што очекува да му се даде некоја позиција некаде. И тоа натворно се кажува. Да, ама тоа викам да воопште не сметам дека таков треба да биде системот, ама за жал ние го направивме таков, односно го направија партиите да сами парламентот или партиите одлучуваат до не знам кој ешелон таму и не само на директорски, до не знам каде за секој вработување испаѓа дека мора да се праша у партијата, наспроти мери системот и веројатно затоа сме стигнати до овде кај што сме стигнати. И по мене тука треба да е радикалната трансформација, дека нема што да биде тоа прашање на плен на победа на избори. Чисто пред да прашам само според начин на кој што зборувате, вас ви се допаѓа идејата за 90 пратеници во собранието? Јас со 60 бил. Мислам дека порадикални резови ни требаат и тоа на сите нивоа. Што ќе се постигне со помалку? Словенечкиот парламент е 80, има повеќе жители на Словенија од нас. Црногорскиот е 60, тоа не се помалце, ама ете 60. Добро, но тоа згуснување да речеме на пратеничките состави може да направи и поголем проблем кога ќе се создава влада, или? Има помалку простор за Па да, ама и веројатно полесно ќе се стигнува до договарање, до резултат на формирање на влада. Ама од друга страна исто кога да продолжам со радикализацијава, не само парламентот, тука сметам дека министерство треба да има многу помалку. А сметам дека и општини треба да има многу помалку и бидејќи доста работевме ние од МЦМС со локалните самоуправни за 30 години и сега пошто сум дете од социјализмот од 69-та, сум видел како функционира и таму и сметам дека
тој систем беше најдобар. Мислам бројот на општини сега. 34 беше на времето. 34, да, или 36 колку беа. 34 мислам. Добро, тоа повеќе едниот аспект е предпоставувам заштеда. Рационализација, сега да, намалување на преголема администрација, ако има нели дебати и тоа дека е релативно дека бројот на нашата администрација е на нивото, да речеме, на европскиот просек, на што 30% од вработените да се во некаква јавна служба, вклучително и доктори и учители. Ама ја лично сметам дека за овој начин како функционира преголема има заложби, додиши прошлата влада се заложуваше 20% да се намали, наспроти тоа се зголеми за 10% уште во овој период и за жал тоа служи како механизам за клиентелизам за изборите, дека нели потоа ќе се наложува работа сте добиле, сега ќе гласате за нас и тоа се врти, а нити има и таму мерит систем и само се загушува се до тоа, а на крај бизнисот кој треба да го плаќа, гледаме на средбиве со комората, како сите партии сега отидоа на, да речем, на поклонение, дека од таму се финансира се до тоа и сите сметаат на приходи во буџетот од стопанството, а стопанството се повеќе треба да плаќа за се поголема администрација. Да, но секој може секогаш да најде причина, не знам сега, еве за општините да го земеме, ова напамет го зборувам, се направи таа намалување и сега вие ќе добиете ситуација, не знам, напамет зборувам, прилепки ќе го покрива Крушево, да речеме. Од прилика, географски или не знам. Кавадарци ќе го покрива Неготино и тие луѓе од таму секогаш ќе се повикуваат на локал патриотизам, ќе рече почекајте, ние имаме право, ние имаме регистрација, ни дадоа, не па да не добиваме ние градоначалници. Веќе стекнати, да речеме, некакви бенефиции. А особено во Македонија кога ќе стекнете еднашка права, нели, тоа веќе одземање тешко. Да, ама на крај, како и во сите, па и особено во западните економии кон кои се стремиме, на крај прашање на економија. Дали ова може да одржливо, дали функционира, дали е исплатливо, дали може да се финансира се до тоа. Не може да има и пак на многу има 80 општини, ама пак многу регионални подрачни единици на министерство се пак во тие 34 општини што беа од социјализмот, нема во сите. И нема ни логика да има, не може општина со 100.000 и општина со 2.500 да имаат исти функции. И тука е по мене проблемот во системот, пошто треба да различни решенија за различни општини да правите и тоа е дефокус и трошење на потребни средства за да има таму општина, нема потреба. Пак тие функции ќе се извршуваат, пак некои работи може да се децентрализирани, не мора сите функции да се во Кавадарци, може да се пола во Неготино, ама таа да биде една вид општината и се што треба да е во кругот на таа општина со сите функции, тогаш сите да бидат исти или слични, ама да бидат квалитетни функции со помалку администрација. Да. Околу 90 пратеници предлогот на ВМРО ДПМНЕ да се намалат од 120. Колку тоа ќе влие на бројот на политичките партии? Мислам дека во Македонија навистина има огромен број на политички партии, според се за вон парламентарните кои што имаат 1000 потписи, можеби ќе соберат, меѓутоа реално не може да дојдат до пратеничко местове, на пример. Со 90 пратеници или вашиот радикален што го нарекувате, за мене воопшто не радикален пример, 60 пратеници, ќе значи дека вие ќе ви бидат потребно најмалку 20.000 или околу 20.000, душа во шеската помалку таму се потребни број на гласови. Во Македонија 20.000 гласови, мислам дека не може да освојат повеќе од 4, 5, нека се 6 партии. Дали тоа ќе значи дека ќе се прочисти политичката сцена и дека ние во наредниве, не знам, 15 години ќе имаме само 4-5 големи партии? Условно речено. Па сметам дека така и треба да биде. И секогаш ќе има можност некој, ама што може да повлече на било кој начин нов квантум на гласачи, да се појави и да се настапи на таа сцена и да добие пратеници. Ама на крај не гледам логика постоење на 70 партии или колку ги има регистрирано. Колку има 70? Па мислам дека се толку да. се во коалиција, ама зошто се во коалиција? Мислам, што е поентата да постои таа партија ако е цело време во една иста коалиција или може би пофат да се влезе директно во тоа друштво како дел од партијата? Во САД, знаете ли за трета партија? Се направи за чајанката, како ја вика, и пропадните останаа двете. Во Англија има
барем зелените се појавуваат и ево ова укип што беше на Фараш. Ама Германија има повеќе. Има повеќе, колку повеќе? Има 6-7 се во парламентот. И тоа е. Па и Европскиот парламент од 750 има пратеници, ама се 8 групации. И, така да мислам дека да треба да се прочисти, да се знае и да се смени изборниот законник, патем партиите кои ги молат од граѓанскиот сектор дебати да се прават за промена изборниот систем, ќе учествуваат, ќе се заложат, ќе се смени ова, ама викаат рано е сега, кога ќе дое време за изборите, тогаш. Кога ќе дое последната година, вика, ама се е касно, опсе вика да не се менуваат од последните 6 месеци. Што направи? Го сменија за не знам што, а протна и тоа со консензус, пак ќе речем, овие сите партии што се големи во македонскиот простор, особено трите најголеми ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ и ДУИ, за изборниот законник целосен национален консензус имат за се. Значи да не се дозволува една изборна единица, да нема отворени листи, се што се предложи, ништо не се направи. Сега што се направи с големи цензусот за подпишување за независни листи. Не да бидат 1000, туку 1%, кој некаде читав до 3.500 подписи треба да се соберат. Са некој ќе стане пратеник со помалку од 3000 гласа, иако е на 5-6 е оваква, ама зависи каде распоредот, а некој се за да настапат на избори треба поише од тоа да соберат. Која е таа логика? Така да многу реформи треба на многу места, ама за избориве мислам дека ќе тоа пофер, помало цензус за независни, но и тоа ќе помогне во прочистувањето да настапуваат на луѓе што може да стекнат, да добијат реално гласови од избирачите, а не како привезоци на разни коалиции со години да екзистираат, а ништо не суштински да не принесува. Па од нив нема никаков корис, условно кажа. Зошто рековте има консензус да остане Македонија една изборна, односно да не биде една изборна единица, да нема отворени листи? Партии кои што е сега ВМРО, на пример, објективно во победничка атмосфера, ситуација, дури мислам дека и проценките, математиките се дека му одговара на ВМРО на една изборна единица. Зошто не се прави тоа? Затоа што мислам че имаше една изјава на Мицковски што е Полани, каде што тие рекоа се согласуваме, и тоа дуи ја одби таа ситуација. Некој ќе изгуби, некој ќе добие со изборна единица, какви се анализите? Во најмала рака, простата математика кажува, ова што го споменав и приеска, дека ваквиот систем одговара на поголемите партии, бидејќи гласовите се распределуваат на повеќе изборни единици. Еве рековме 6-7 илјади некаде треба за еден пратеник. Некаде и 8,5-9 зависи од изборот. Од 7 до 10 илјади, да речеме еден пратеник, така некој ќе освои 25.000. Шестката е многу помалку, шестката мислам дека е 5.500 беше во еден момент. Так, седно, мојавето е дека некој може да собери 20-25.000 гласови да нема пратеник, бидејќи му се во сите 6 изборни единици по 5.000 и за малку не влегува во донтовиот модел за барем еден пратеник. Ако се тие концентрирани на едно место, ќе може да смета на 2 или 3 пратеника. Тоа значи едно е со оваквиот систем, донтовиот ги фаворизира тие што имаат повеќе и со количниците на крај тие што нема да добијат гласовите од тие што нема да добијат пратеник завршуваат за плюс еден пратеник на тој што е победник во таа изборна единица. Значи тоа е најпростата математика за една изборна единица наспроти 6. И затоа не им одговара на никој од трите големи или 4 големи. И она што е за мене симптоматично, бидејќи следав како МЦМС некои од овие работи што се битни, иако не учествувавме директно во разговори за промена на изборниот модел, не сме експерти за тоа, меѓутоа има организации кои сме ги поддржували и се стручни за тоа. И од тие разговори кои траат 10 години наназад, од првиот предлог, секогаш имаше дебати, кај учествуваа сите и дури на дебатите се постигнуваше консензус дека окей, ќе се продолжи така. После, кога ќе треба тоа да се спроведе во пракса, секогаш се наоѓаше една партија и се менува, дали ќе бидат ДУИ, дали ВМРО, ДПМНЕ, дали СДСМ,
да го блокира процесот, дека тие не се согласуваат сега, не знам која причина. За мене, јасен е заклучокот. Многу е просто, дека одговара на големите и нема зашто да се сечат гранката на која екзистираат. Дали е тоа добро за демократијата, дали е лошо, пак ќе речем релативно, не дека кој знае што ќе добиеме, разликата ќе биде 5-6 пратеника. Значи, у секој изборна единица може би ќе има по еден од независни листи или од двама, ќе биде пошарено парламентот, ама ќе изгубат сигурно овие трите големи. Ќе изгубат по еден пратеник, не е тоа многу, но зошто и тоа? Тие не го дозволат и мојот заклучок е дека ако 10 години не се прави, значи не им одговара, многу просто. Сега да видиме, има изборна заложба, ама дали бидејќи тоа, за тоа треба консензус. Така за изборниот законник, барем тука има согласност на сите партии, не само водечките, дека се донесуваат измените со консензус. И сигурен сум дека ќе се најде пак некоја од другите партии, да рече не. Рековте, днес е многу 5-6 пратеника за влада која што во неколку наврати имаше на граница 6-1-6-2, па беше нели се гласаше, па исчезна Кастриот Реджепи во еден момент, па го чува во председателската или не знам премиерската резиденција наводно. Не изгледа вака малку 5-6 пратеника. Да, од тој аспект, мислам да секоја комбинација каде што нема доминантно една партија да има 61 е подлежи на преговори. Ама па тоа е поентата на демократијата, да се договарате, да речам, да. За да ги земете. Она што мене ми пречи како се однесуваат па сите, да речем, последни 20 години, може, па и не се сеќам да имаше влада, освен може би првата техничката, каде што се земаат предвид и мислењата или на граѓаните што гласале во голем број за тие што не биле први и останале надвор од владата. И го кажам стално на Меркел, примерот, она беше на 4 влади премиер, 3 од тие 4 кои има коалицијски партнер, вториот на изборите на Олаф голема Шолц, коалиција, партијата. Така да немаше потреба, ни може да направат некојаш и сами, некојаш со помали партии, ама он избира, сепак гласале најголем дел од гласачите за оваа вторава, тогаш е добро со таа да коалицираме. Добро, но тука има проблем во овој начин. Па не. Затоа што и разбирам, од една страна ќе кажете, меѓутоа сепак тоа е Германија, земја каде што повеќе или помалку работите се средени и веројатно разликите меѓу партиите идеолошки сега веќе и тоа нели исчезна, сепак се седуваат на некакви нијанси во политичкото водење во Македонија, да направите вие коалиција ВМРО СДСМ само затоа што имаат најмногу гласови во овој контекст сега каде што буквално се спротивставени за се, тоа политички воопшто не е опортуно, тие заедно нема да издржат 2 часа. Ама затоа сме во ваква ситуација каква што сме. И затоа се случуваат вакви куршлуси како што се случи и со Преспанскиот договор и со францускиот предлог. Ако за такви прашања мора да има национален консензус пред да се подпишат договорите, а не после да се бара консензус. Но затоа не мораше коалиција, затоа можеше да има можеше, собраниски договор. Ама затоа коалицијата постизборна, односно владина, го обезбедува тоа. И затоа го прават германците, не се глупави. Ево Холандија колку време трае, у декември беа изборите, уште нема влада. И на крај после 3 месеци победникот Вилдерс се откажа од премиерството, пошто после толку преговори му стана јасно дека барем една партија нема да се согласи он да биде премиер. Заради неговите радикални ставови. Се он добил најмногу гласови, ама мнозинството Холандија, тоа е 37 и он има 120, мислам. Значи он има, не може ни до просто мнозинство да стигне без 4 партии. И сега таму долго траат преговорите, зашто треба најмалку 4 партии за да се формира мнозинство во парламентот. Ама тоа бара разговори на дневно ниво со месеци за да се спеглаат тие разлики и да се утврдат приоритетите. Он вика дали нема да се градат џами или ќе се рушат или што ќе се прави. Другите викаат не може така. Ова е Холандија, нема сега ти текнало и јас да си добил најмногу гласови, ама ако сакаш да бидеш во владеачката коалиција, некои работи од радикалните треба да си ги тргнеш. Добро, затоа ќе согласам, меѓутоа сепак за западниот свет ми се чини дека е премногу далеку за нас. Бугарија е можеби подобар пример каде што гледаме денеска излезе дека пак има избори. 6 избори во рок од 2-3 години. Тоа ќе бидат, ги кажам. Па не сум сигурен, меѓутоа знам дека 6 избори не може да направат влада баш никако очигледно. Не дали ќе бидат слично со нашите па да не подоцна. Мора да биде подоцна. Но кога сме кај овие
политички калкулации. Потоа би сакал да зборуваме за културата малку политичка кај нас. СДСМ во овој момент според сите мерења на јавното мислење ќе загуби власта. ВМРО ДПМН се надева дека и сами ќе можат да направат влада, што е нели прилично високо подигнато даскичка. Денеска Александар Николовски, подпредседател, зборува за 55 до 56 пратеници, можеби и повеќе вели. Меѓутоа, колку е под услов сега само ВМРО ДПМН се извинам да ги нема тие 61 пратеник. Возможно ли е Димитар Ковачевски и сега само и субјективно многу помалце пратеници да понудат на коалиционите партнери, условно кажам, не на тие, туку на ДУИ, на целата албанска опозиција, на кои дае, услови такви кои што на некој начин нив би им овозможиле да направат влада. И какви би биле тие услови што би ги прифатиле на крајот на краиштата? Тоа би било веројатно некаква влада во која што СДСМ би ги имала, не го давам јас одговорот место вас, меѓутоа би имале изброј на министри заедно со ДУИ, заедно со други помали. Тоа го видовме, тоа беше во актуелна влада, мислам, и па и во 2016 кога дури не беа ни победници на изборите, но на крајот формира влада и сега пак ќе зависи многу од крајните бројки. Сега сите се уште калкулираат со поголеми диапазони и на крајот на криштата се покажало дека и не секогаш анкетите се најпрецизни, а и гледачите, и избирачите, и коментаторите на анкети често ја забораваат таа грешката статистичка што се објавува, нели 3%. Минус плюс, да. Тоа у суштина може да значи бајаги. Се не знам точно бројки на пратеници, бидејќи таму од овие што беа објавувани од Институтот за политички истражувања, кои од објавените ги сметам за најрелевантни спрема претходни прогнозни избори, има диапазон, да речем 52 до 54 за ВМРО, ама плюс 3% може да значи 55-56 и може да значи 50. Што викаш 5-6 што е сериозна разлика, да. Но ако испадне околу тие прогнози, да речеме 53 да е средна вредност или 28 за СДСМ по таа анкета, прашање ќе биде исходот на Левица и на Знам, на Максим Димитриевски, кои двете се проценуваат на уште по 5, околу 4 до 6, нели последната анкета се двете прогнози такви. Тоа прилично ќе искомплицира и прво за СДСМ секако, ако биде на вистина така со помалку од 30, прво треба да дојдат на ред, прво ВМРО треба да не успее со добивањето на мандатот. Затоа сакав да подпрашање ова. ВМРО ДПМН според она што го гледаме подготвено е да коалицира, меѓутоа до одредени граници. Дали сметате дека СДСМ во вакви околности, кога објективно ќе губи, е подготвено да прифаќа и работи кои што во нормални околности никако не би требало да бидат прифатени само за да се остане на власт? Мислам дека да, но не верувам дека ќе стигнат во таква ситуација. Значи, прво треба да се исцрпат сите можности. Еве да речем и ВМРО ДПМН исклучува коалиција со Левица, но тоа не значи дека Левица нема да поддржи влада на ВМРО ДПМН во некои услови. Второ, дали ќе биде збирот на пратеници на ВМРО ДПМН, например, Знам, ако се решат и ако самите бројки, еве да речеме 55-56 со 5 или 6, ако само оние две стигнуваат до 61, тоа многу ќе смени преговарачката позиција со било кој од можните партии во албанскиот блок. Значи, ќе ги, да не речем, уништи било какви барања од сега што се поставуваат. Ќе станат прилично безпредметни и затоа викам после 8 мај многу другачи ќе бидат приказките. Сега сето ова е за добивање гласови на такви приказни, словно речено изборни или некакви кој знае какви ветувања или барања, и не знам реторики жестоки дека овие се без овој нема да прифатиме коалиција и слично. На крај ќе се видат бројките и ќе почнат преговорите и затоа се преговори. Некој ќе мора да се откаже од некои услови. Да се отстапи. Ако едно ќе биде со 59 ВМРО да преговарат, друго ќе биде со 61.
веќе во договорени и така да ќе се сменат работите и не премногу се секирам како тоа ќе изгледа после. Верувам дека голем дел од сите партии што сега кажуваат ќе паднат во вода сите тие барања. Не верувам дека некој од нив ќе се откаже од коалицирање заради нешто што кажал во изборната кампања. Сме го виделе тоа власт е власт, многу апсолутно. пати. Да. А што правиме со принципот победник со победник, договорен одамна, со мајскиот договор чинам 2008, сега Дуи се обидува да го врати во игра, меѓутоа Тие го прекршија први. 2016 година и сега од ВМРО да помене велат дека тука немате никаква обврска. Да, мислам дека е прилично јасно тоа и дека дури очекувањето е дури да биде победник, токму заради прекршувањето на тој принцип да не биде поканет прв барем за можен коалиционен партнер, иако ја верувам дека ако така се констелацијата се создаде како што зборевме пред малку, дека нема зашто паралелно да не се преговара со двете. Иако јас верувам дека спрема јавните изјави на ВМРО да помене дека веројатно примарно ќе се оди со Влен како коалицијски партнер и ако евентуално таму не успее нешто, дека дури тогаш ќе се размислува за можна коалиција со Дуи, пак зависно од колкава ќе биде разликата меѓу Дуи и Влен во број на пратеници. Ако е мала, мислам дека нема да има дилема за ВМРО да помене да оди со Влен и да се договори. Колку е тоа мало? Некаде 1, 2, 3, 5, 6. Па анкетите сега до сега беше нејасно заради алијансата. Сега мислам дека на следните анкети веќе ќе се искристализира и тоа колку е реалната разлика, бидејќи сега Дуи се брои како една партија или групација, а Влен и алијанса беа посебно третирани. Сега подруго е кога ќе бидат заедно анкетирани и мислам дека последната анкета што ќе се прави ќе го покаже тоа и очекувам да биде поизедначено. Сега беше 14 до 17 за Дуи, додека за Влен беше последно 9 до 12 плюс 3 за Алијанса, ако добро се сеќавам. Тоа нека на некој начин, ако Алијанса цела ја броиме кај опозицијата, е изедначена ситуација, ама сега не беше јасно кој како се изјаснува кога ќе се јавите на телефон за Алијанса, на која Алијанса немаше, не е јасно. Сега веројатно ќе се разјасни и прашањето е тука како ќе стојат партиите и како ќе влие она што ќе го донесат претседателските избори, бидејќи пак ќе речем шокот за Дуи беше кандидатурата на Таравари за председател, бидејќи тие предходот на парламентарните и исходот од претседателските може да влие многу на особено во албанскиот блок, како ќе заврши битката Османи Таравари, може да влие на исходот на парламентарните. По она што го гледам, би требало да е прилично изедначено, што би рекле 1-2 пратеники, иако со ова Дуи се што го прави со коалицијски договори и со други етнички заедници и слично, и со сите можни партнери што се не се во Влен, Мендух Тачи, Аријанит Ходжа и слично, дека е борбата да направат што поголема разлика, со идеја веројатно дека ако разликата е толкава, претпоставам по нивна математика околу 5 пратеника или повеќе, дека ќе биде логично ВМРО да се определи за нив. Иако, ако овие другите и да е така, 15-10, пак има повеќе од доволно пратеници во Влен, да заедно со ВМРО да помени и знам, се формира дури влада со поголемо мнозинство од сите мнозинства што ги имаше до сегашна влада. Тоа се предизборните калкулации, меѓутоа постизборно ние некако се навикнавме да се случува и она така како се викаше Бели Прелетачевиќ во Србија, тоа го земаме само како символ. Имате луѓе кои што од една коалиција или од една партија влегуваат, а потоа на некој чудесен начин пронаоѓаат дека не се согласуваат со политиката на својата партија и потоа одат на друга страна, дури и сосема спротивно, без никаков проблем. Може да се случи постизборно да дојде до такви работи. Особено затоа што Дуи сепак настапува ужасно доминантно во својата некоја коалиција, апсолутно. Дуи и другите се нешто, а овдека имате 4 партии плюс поддршка од Косово, од овие како се викаат на Албин Курти. Само предвидување. И практично тие во овој момент дури немаат некаков
видлив лидер. Не знаете дали е Меджити доминантен, дали е Таравари, дали е Хасами. А во такви околности некој повеж знае да купи. Да, но обично тоа ќе се случува откако ќе се формира владата, не додека траат преговорите и тие ќе почекаат да видат каде оди или каде ќе заврши договарањето и кога ќе се формира, дел од нив веројатно ќе се од губитничката во тој момент. Така, тогаш ќе се сетат дека се на погрешна страна. Во владината, така да може да се очекува кога ќе се постигне договорот и ќе се објави, ќе се формира владата, потоа може да се очекува некој од пратениците од тие што останале на другата страна да се присоединат на владачкото мнозинство, но да видиме како ќе биде. Не верувам дека во текот на преговорите ќе се случат некои такви претумбации. Второ, ја очекувам, знаејќи го системот на работа, што гледам со објавувањето на програмата и еве веќе на изборните листи, дека и сегашно во ВМРО ДПМН го следи системот на што го воспостави Груевски во добра смисла на тоа, бидејќи ако ништо друго покрај се лошо што се случи таму, прво се во 100% практика да има изборни програми и тие да се бајаги детални за да знаеме за што гласаме. И потоа да држиме отчет на партиите дали испорачале или не. Има прилично веќе речиси објавено. Да, да. Само баш освен што се најавени 250 страници не видовме некој. Да, па не, ама еве не е почната кампањата, па да не прејудицираме, можеби ќе имаат подобра или поинтересна програма. Поентава ми беше една од другата карактеристика беше дека ВМРО ДПМН веднаш по изборите одеше кон брзо составување на власти и функционирање на почеток на функционирање на институциите во рок од месец дена, да речеме, од изборите. И ја очекувам дека со тоа нема да се тегне многу со тие преговори за составување на новата влада и особено не да се доведат во ситуација како 2016 на последниот ден да бидат изненадени од договорениот коалициски партнер дека се откажуваат од коалицијата. Така верувам многу побрзо од роковите ќе се одвиваат тие работи и ќе се појасни и ќе се формира генерално владата брзо после изборите. Денеска наутро ми стана јасно зошто ВМРО ДПМН се уште објави дел од програмата, но официјално ќе објави, не знам, деновиве, не знам точно кога ќе објави. Изутрина видов соопштение на СДСМ, првото соопштение таму беше дека СДСМ ќе планира 3,5 милиарди евра капитални инвестиции. И го поврзав тоа вчера нашата гостинка Гордана Кочовска-Димитриевска, рече дека ВМРО ДПМН не сака да дава огромни надежи во смисла на капитални инвестиции, дека зборат за реални 3 милиарди, кои што можеби ќе дојдат и до 5 и до 6, меѓутоа тие може да гарантираат за 3 милиарди. И сега веројатно некој ја гледал Кочовска, Димитриевска и рекол, овие 3 милиарди, ние 3,5 милиарди. Околу изборните ветувања економски е интересна тема, но да задржиме континуитет. Економијата е една страна. Колку незадоволството водуи до колку победи, анкетите покажуваат навистина тесна трка, ќе активираат нови наративи за чизмите од не знам, од подрумот, од покривот, од таванот чизмите, закани, дестабилизација, не знам, можеби гледанска непослушност, колку тоа Дуј можеби да го направи, особено за тоа што знаеме дека таму има сериозни афери кои што можат да донесат и прогон, да не најавуваме ние овде нешто да не сватат погрешно луѓето, меѓутоа објективно имате неколку истраги во обвинителството, предистраги кои што можат да однесат неколку луѓе од Дуј, од врвот на Дуј во сериозни компликации за животот. Па сега пак ќе биде да не речеме. Се хипотетички се разбира, да. Ама се надевам дека сме далеко веќе од тие времиња каде што може со такви закани да се постигнат некои политички цели и нели сите се прокламирани европјани и таму функционира со ненасилни методи демократијата и промената на власта, така да се надевам. Пак ќе речеме, не можеме да тврдиме што ќе биде, како ќе биде, особено нели кога некој кој бил на позиција 20 години, а е во ситуација да изгуби власта, како ќе реагира. Но верувам дека
затоа барем ако има нешто добро од техничката влада е што ете има од опозицијата министер за внатрешни работи кој меѓу другото треба и тие работи да ги следи и да спречи било какви нерегуларности на самиот изборен ден, а камоли потоа и протести или закани со насилни дејства после изборите зависно од резултатите, така да не би очекувал, а и да има ќе мора институциите да се справат со тоа брзо и ефикасно. Фала Богу, валјда сме заслужиле членството во НАТО заради нешто. Особено заради состојбата со безбедносните сили и структури. И би требало да можеме како држава се справиме со такви закани. Тука меѓународната заедница според мене ќе игра клучен фактор. Во Македонија, не само во регионов, чинам дека многу ретко се случуваат автентични некакви регионални етнички придвижувања, ако немате поддршка од, не знам, од Европската унија, од Америка, од разни тие се силите, Германија, Франција помалку се мешаат во регионов. Добро, да. И сега како членки на НАТО, мислам, веројатно мислам, НАТО не реагира за внатрешни проблеми, така не можеме да очекуваме било каква поддршка за, иако еве се случи па со мигрантската криза, да ни пратат, нели, Фронтекс полицајци на границата, ама тоа беше за потребите на Европската унија, не толку за нас. Така да не можеме да сметаме на такви, но на дипломатски пораки секако и дека верувам дека тоа ќе биде. Сега на крај тие не може да влијаат кој знае колку на случувањата внатре, ако се има немири. Тие може да укажуваат и да смируваат и партии и слично, ама не може да контролираат ситуацијата, тоа сепак си е наша работа. И ама пак ќе речем, не очекувам такво нешто и се надевам дека на никој не му е на памет да прави такви Може едно абсурдно прашање. Евентуални, јас исто така не верувам дека ќе има конфликти, евентуални немири конфликти во Македонија, помали, средни, пошироки размери, ќе влијае позитивно или негативно на нашиот пат кон Европската унија. Да ве потсетам само на изјава на Еди Рама пред околу 2 години, рече овие не примат, не смета за сериозни. Да почне некоја војна, Да почне некоја војна и ќе не примат. Се малку шега е ова, меѓутоа ќе ги заплаши некој во Брисел нашите внатрешни овде препирки, се разбира доколку не дај Боже бидат. Ја лично сметам дека негативно ќе влијае, иако нели со Украина случувањата, ама нели таму е предизвикано од надвор. Тоа и е поише солидарност со Украина, ама дека било каква внатрешни тензии ќе не оддалечат. Затоа викам, сите партии се полни усти со европски вредности, практики и патишта европски, па да видиме во пракса дали се спремни да го применат тоа, иако не го применуваат на многу случаи, ама се надевам дека нема да, так да речем, да му текне на некој со насилни методи да се обиде да освои или задржи власт. Претседателската кампања почнува за нецела недела, на 4 април. 7 кандидати и таму веќе е прилично јасно кој е прв фаворит, кој е втор, другите ќе видиме. Оно што во овој момент ми е интересно на мене, не може да се договорат воопшто за обична дебата, околу политичката култура ме интересира и она што без разлика како ние ги гледаме овој или оној кандидат, што мислиме за нив, каква политичка порака испраќаме кога на пример не знам еден кандидат ги повикува другите ривалите негови, не знам на ифтарска вечера или што и меѓутоа еден или двајца од нив не ги повикува затоа што не им одговара нивната идеолошка концепција или не им одговара затоа што еден бил на црна листа. Повторно велам, потполно е сеедно кој што мисли, принципиелно се работи. Ако има 7 кандидати, тогаш се 7 кандидати, тогаш сите се веројатно, ако пратите порака дека воопшто не сакате ниту да разговарате со нив, малку е... Добро, се не сум многу стручен за како се водат дебатите, например, ги следам американските вообичаено и таму си има посебна институција која ги организира тие претседателските дебати, па и веројатно и на пониско ниво гувернери, сенатори кои се прават и си има точни правила кој може се квалификува и кој да биде поканет или дали сака или не сака. Трамп беше поканет, ниедна не учествуваше, а ги победи сите други. Така да
во случајов на ифтарски вечер или слични, покани на крај тој што поканува, кани кого сака. Не мора по дефолт, иако принципиално е да ги поканите сите, ако веќе е тоа идејата за таа вечера, да се сретнат кандидатите сите. Но пак си е индивидуална одлука, но да, сметам дека треба да има барем една дебата без оглед како ќе се организира на претседателските кандидати, па и повеќе зашто да не во тој период, како и за парламентарните избори, и дуели на лидерите и па и носителите на листи, но ние сепак сме млада демократија и многу од овие процеси се недозреани, така да речам, иако ми е тоа малку чудно, бидејќи и во првите 10 години имавме фантастични дебати, како Бранко Црвенковски со Лјупчо Вергиевски. Уште се сеќаваме на незаборавна дебата, така да имаше доста такви епизоди порано. Значи, кога сме биле ептан млада демократија, некако да ги губиме критериумите или стандардите како течат години, место да се подобруваме, ни назадуваме и во тој поглед. Но да, сметам дека полека ќе се кристализираат и тие работи и со текот на годините ќе се формираат и па институции ако треба или невладини организации. Мислам дека во Америка е непрофитна организација таа што го организира овие дебати. Така да ќе си дојде време и за тоа. Уште не сме дозрени, ма добро што има многу кандидати овој пат. Што има и од албанскиот блок кандидати, ако се најавуваше како пред некое време да воопшто нема. И тоа ќе предизвика одредени дебати пошто на крај најбитно да се разговара за работите. Баш денеска имавме одбележување на 20 години од Комитетот за меѓуетнички односи во собранието. Годишницата беше во септември, ама сега промовиравме една публикација за тоа и беше интересно дека во самиот комитет што е создаден за тоа не се разговарани многу битни прашања, нити Преспанскиот договор, нити референдумот, нити француски предлог, а таму треба да се дебатира како тоа ќе влијае на меѓуетничките односи, пошто очигледно дека влијаеше и таму тој систем кој е направен за заштита на малцинствата не се употреби за да се заштити мнозинството, условно речено, односно да се донесат одлуки за кои нема мнозинска согласност од мнозинскиот народ. А зошто да не се дебатираше таму, ќе стане работите јасни. И прво таму ќе се постигнеше консензус на ниво на сите етнички заедници, па потоа во собранието национален консензус, па потоа требаше да се договараме што ќе се договараме, ама ќе знаевме на што сме како држава. И така да таа култура ќе потрае, ама полека ќе стигне. Ќе научиме. Околу улогата на невладиниот сектор, генерално јавниот сектор, не знам каде ги там црквите сега, односно верските заедници, да, граѓанскиот сектор, да. Вчера имаше Стопанската комора средби со СДСМ и со ВМРО. И комората дел од граѓанскиот сектор. Да, граѓанскиот сектор. Прилично влијателни сега и ИВА, за да речеме, како никогаш претходно јас не сум видел изјави кои што не се директни, меѓутоа меѓу редови јасно кажуваат каде застанува Стопанската комора. Изјавата на Бранко Азевски вчера дека нема да подржи Стопанската комора луѓе кои што не си ја сакаат Македонија, мене барем ми е јасно кого нема да подржи, кого ќе подржи Стопанската комора. Имаше и архиепископот господин Стефан, поглаварот на МПЦ, ова една изјава пред 10 дена, каде што јасно кажа дека ставот на МПЦ и неговиот личен став е дека на некој начин, се индиректно велам, ќе подржи тие што ја сакаат Македонија, што се борат за вредностите и така натаму. И медиумите и тие се граѓанскиот сектор, најголем дел од медиумите во моментов се контра владата на СДСМ и ДУИ, како никогаш претходно ми се чини дека граѓанскиот сектор застанува на една страна, нема да кажам која политичката партија, меѓутоа јасно е дека против владата. Јас барем се сеќавам од 96-та година прв пат почнав да известувам од избори, тоа се рече си 30 години, ваква работа до сега немало. Најголем дел од тие избори што јас сум следил биле 50-50, да речам, пата-пата. Ова е јасно дека колку тоа ќе влие ми е прашањето на изборите, кога сите гледате околу вас дека се против власта и дека
ќе поддржат други опции. Добро, во 2016 кога беше шарената револуција, веројатно беше обратната. Мислам, генерално граѓаните се после некое време против владата и како се доближуваат еден циклус на избори и неиспорачувањето на доволно резултати, поддршката паѓа за актуелната влада, особено по 2 мандати. И тоа е ситуација и сега со актуелната влада, дека генерално из анкетите кои и ние кои правиме за дали оди во погрешен или правилна насока, ова се рекордни бројки за негативна насока. Значи, незадоволството е големо и по принцип е тоа против владачката коалиција. Она што мене ме изненадува што дуи добро стои на анкетите за рейтинзи, а наспроти ова, да речем, бидејќи тоа не е само етничките македонци, генералната популација е во 68%, кажува дека одиме во негативна насока и би очекувале. Мислам дека беше 1 од 8 на една последна анкета пред неколку дена. 1 од 8 само вели дека владата добро си ја работата, што никогаш претходно не било 3 од 8, 4 од 8, 2 од 8 изчини во една прилика, ама 1 од 8 никогаш такво нешто нема. Тоа рекордно е незадоволството. И се сите овие субјекти кои ги споменавте се на некој начин репрезенти на тоа граѓанство. Стопанските комари на бизнисите кои работат, имаат многу вработени, обслужуваат клиенти во граѓанството, така да се слуша гласот, плюс Стопанската комара 1500 члена има фирми, така и тоа поголемите фирми, значи ги собира, го слуша гласот од таа страна, да речеме, бизнисот, ама и луѓето што се вработени во тие бизниси, тие се 2/3 од вработените у Македонија. Црквите и верските заедници се исто базирани на членство, односно на симпатизерство. Нема формално кај нас у Германија, например, се запишуваш и се отпишуваш од некоја црква или не. Кај нас нема таква евиденција, ама ако ништо друго се гледа спрема присуството во верските објекти. И може да се демонстрира некаква репрезентативност. И тоа е она на што се повикуваат и партиите. И партиите самите се дел од граѓанското општество. После кога формираат влада, стануваат дел од државниот сектор, ама генерално се тие се репрезенти на своето членство на граѓаните. Така да, затоа велам и кога се формира влада, не е поентата победникот да земе се, туку да се види што кажал резултатот. И дека ако е поделено, зашто да не, например, за мене идеално беше минатите избори да има голема коалиција. ВМРО-ДПМН, СДСМ и ВМРО-ДПМН 46-44 беа. Тоа е изначена ситуација. Зошто да не бетат двете во влада, бидејќи очигледно е поларизацијата и најдобро беше и дури Европската унија првиот ден после изборите рече во соопштението, пишуваше резултатите од изборите овозможуваат формирање на силно парламентарно мнозинство. Не знам како и не успе да го прочита тоа, дека пораката беше ВМРО-ДПМН и СДСМ заедно да формираат, плюс една или двете албански, бидејќи беше и време на ковид, беше време на енергетска криза, потоа почна и војната во Украина и генерално беше идеално време за таква влада на национален консенсус. И еве немаше се случеше францускиот предлог на овој начин на кој се случи. Така да не гледам зошто да нема напор за такво представување во владата на сите тие интереси на граѓаните и оние работи што тие ги кажуваат дека треба. На крајот на крајот не мора да се партиски составите на владите. Во Холандија се договорија пола да бидат од партии, пола да бидат експерти во областите. Кои ќе ги усогласат, да, партиите ќе решат кои ќе бидат тие експерти, ама зошто да бидат сите партиски? Нас Катица Јанева пример од малку, тука влегуваме сега во темата црни листи, дали имаме време, уште малку имаме уште време. малку. Да. Примерот со Катица Јанева, нели сите се договорија пржинските договорија, но не со Катица Јанева да биде шефица на Како се договорија? Не на принципот на во математика има, или како рекоа, најмал заеднички содржател и најголем заеднички делител. Наместо да биде на мерит системот, да биде најдобриот кандидат за кој двајца, они веројатно ги шкрткаа, а ово е твој, ово е мој, Токму и исподна на најмал заеднички содржател, да не е најквалитетната личност се изберена за таа важна функција. И сега, ако така е принципот, што да можевме да очекуваме? Да. Околу црните листи, што може да очекуваме до крајот на
предизборната кампања, може да очекуваме уште нешто, и сепак сите прашања се хипотетички, не можете да знаете, се разбира, не знае никој во земјава. Меѓутоа, дали мислите дека ќе внимаваат партиите кога ќе ставаат на пратеничките листи, дали некој може би потенцијален кој што би се нашол на црна листа би влегол во Па не верувам. Допрва, дури се изненадив што се случи последната објава, особено што во неја еден од кандидатите председателски, малку се изненади тоа, бидејќи сметав дека ќе се воздржат Соединетите американски држави од нови објави додека не завршат изборите и верувам дека тоа така ќе биде, барем не очекувам нови објави за Македонија до завршувањето на изборите, но ете, се изненадив со ова. Што е поентата на црната листа, да упатите порака дека нешто не е прифатливо. Така и сега ако вие го оставите за пост изборите, после тоа немате механизам вие како САД за таков вид на механизам да влијаете на политиката. Па добро, не видовме дека кој знае колку влие тоа, значи Мендухтачи е 15 години на таа листа. 20, мислам, 2002 нека е. А е во сите парламенти до сега и еве пак ќе биде кандидат. Така да не гледам дека кај нашите партии нешто тоа многу влие. Секако не верувам дека Стефчо Јакимовски ќе се повлече од кандидатурата заради тоа што го ставиле американците на црната листа, така да тоа е еден механизам на праќање порака или на условно речено притисок, меѓутоа со своји лимити и генерално е насока за нашите истражувања и самите американци тоа вика ние не можеме да делуваме тука повезан кај нас. Ама треба да е ова индикација за вашите институции да си преземат тоа што мене ме секира што ја не гледам било што обвинителството да прави подолг временски период и затоа веројатно ти 8%, 4% доверба, значи пониско вали да не може. Зашто само и еви вчерашната изјава беше на некоја дебата од новиот јавен обвинител дека не можеме ништо да кажеме. За сите тие се е во предистражна, па се е во таа предистражна или истражна постапка и не гледам ни еден случај да се доведе до крај да се објави. Ако ништо друго за СЕО беше тоа добро што од време на време на месец ден излегува со нов случај вака и вака. Кажете што работите, ја не сум видел со години од јавното обвинителство, особено тоа за организиран криминал, да каже што работат, а камоли да заврши некоја работа. Ние правиме нели анкети за корупцијата и некаде сме на балканскиот просек на околу 33%, 36% луѓе што им било побарано мито. И 33% дале. Значи само 3% е резистенцијата на, односно 95% од тие што им било побарано и дале мито кој им било побарано. И сега во пракса има околу во сите години помалку од 100 случаи за злоупотреба на службена должност или за мито корупција и помалку од 10 осудени за тоа. И тие веројатно се многу мали случаи кебапчињата и такви работи. Така да огромна дискрепанца, 30% да им било побарано, тоа е пола милион луѓе. Така. А само 10 осудени, значи или не се свесни за ситуацијата во која се наоѓаме, или не име гајле за тоа што се случува, или затоа е таква довербата. Ама не ми е јасно како не се секираат што е таква довербата. Ние се секираме во граѓански сектор со 44% доверба, пошто е малцинска. Значи повеќе не ни веруваат, отколку што не веруваат, а ние сме меѓу подобрите. Вие меѓу нивните сте малку подобри. А црквите и верските заедници се традиционално над 50%, заедно со армијата и полицијата. Само тие се константно од 20 години над 50% до 65% доверба. Така да, трпат критики вакви сте, такви сте. А овие што партиите се со 20% и не владеат и затоа веројатно сме во ваква ситуација. Да искористиме за последна емисија од Недолава ни ова рускиот наратив. Како тој очекува дека ќе влијае, доизлезе со Јо Русиш по европјаниш, како се вика. Дали мислите дека некој може од тој наратив да добие, да изгуби? Немам такво чувство дека нешто може да промени.
И јас така мислам и мислам дека тоа во недостаток на демонстрација на резултати од досегашната работа, особено кај Дуи, еве до Блаце не се направи ни 2 километра, а камо ли 20 да се завршат, а па се фалиме се со коридори што се почнале, тоа што си е башка приказна под кои услови, кои цени, верувам, се надавам новата влада ќе го темелно преиспита тоа, толкави пари да се фрлат за 100 километри автопати. А генерално, па и ние сме учествувале во истражувања регионални, каде што руското влијание во Македонија е минорно. Освен економско, делумно со Газпром, со гасот и со Лукойл, со нафта, имаше минорно влијание и дадов и пример дека, мислам, сега не сум ни видел последниве 5-6 години, ама пред 10 знам дека имаат русите своја агенција за меѓународна соработка, како USAID што е на американците, они си рус сотрудничество нешто. Нивниот буџет беше 30.000 евра за Македонија. На USAID 100 милиони. Нема тука што да се прави паралела, апсолутно. Годишно. Швајцарците се 18 милиони франци годишно. Европска унија се и 80 милиони. Каков муабет правиме за какво руско влијание? Пошто, нели, за влијание треба да инвестираш во тоа влијание и мислам дека се само, нели, плашење. Башка, нели сме членки на НАТО се. Што се допрва ќе се плашиме од Русија, па нели затоа станавме членки на НАТО, за да не се плашиме за сигурноста и безбедноста, нели НАТО ќе не брани. У Литванија не се плашат од Русија, па се ние тука ќе дошло до нас. Така да сметам дека тоа само не дистракција, тоа е еден трик за собирање некој глас, ама прилично нелогичен по мене и да не го квалификувам другачи. Александар Кажаловски, директор на МЦМС, Македонски центар за меѓународна соработка. Благодариме за гостувањето вечерва. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва и за оваа работна недела, барем на заспи ако можеш. Утре сепак во 15 часот може да го проследите репризито издание на оваа емисија. Јас Игор Момировски ќе ви сјавам со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.